Изјавувам дека функцијата председател на Државната комисија за спречување на корупцијата ја вршам совесно и одговорно. Адем Чучул ја превзема председателската функција во антикорупцијска. Се обврза да го враќа интегритетот на институцијата по низата скандали и ќе работи на транспарентноста. Најави жестока борба со корупцијата за да ги поправи оценките во извештајот на Брисел и препораките на Греко. Ќе се залагам за транспарентна работа на институцијата, но и ќе барам, како тим ќе бараме одговорност и транспарентност со сите институции. Фокусот ќе ми биде како председател, се надевам ќе имам поддршка од целата комисија да ја зголемиме нашата проактивност во делот на проверката на имотната состојба на избраните именуваните лица. Наспроти ваквите најави, граѓанскиот сектор објави анализа за состојбата со корупцијата. Секој трет македонец дал мито за да заврши никаква работа. Скоро секој трет во државата дал некакво мито за да заврши некаква работа. Судиите и јавните обвинители се највисоко на листата на професии што се перципирани од страна на граѓаните како најкорумпирани. Трети на листата се пратениците. На првиот ден од стапувањето на функцијата, Чучул доби пораки од собранискиот спикер Гаши. Борбата против корупцијата не се води сама по себе и не се ограничува само на закони и стратегии. Преку законодавната функција ги затвораме можностите за злоупотреба. Преку надзорната функција ја држиме извршната власт одговорна, а преку представничката функција ние сме гласот на граѓаните кои бараат, очекуваат и заслужуваат правда и честност. Новиот кривичен законник е клучен во борбата со корупцијата, порача и дипломатите. Според амбасадорите, корупцијата и неказнивоста сериозно влијаат и на довербата во институциите и развојот на државата. Новиот антикорупционер доби подсетник за корупција од опозицијата, која му порача дека има криминал од 9 милиони евра по кој треба да се постапи. Инаку Чучул доаѓа на позицијата председател на антикорупцијска по оставката на Татјана Димитровска, обвинета за 2 кривични дела: оддавање на службена тајна во случајот адитив и фалсификуваниот безбедносен сертификат. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија.